Гастроинтестиналните инфекции се присутни во текот на целата година, но со зголемување на температурата расте и бројот на пациентите со стомачни заболувања кои што бараат помош на одделот за инфективни болести во Кумановската болница. Внесување во организмот на неправилно сготвена храна, недоволно одржување на личната хигиена или пак контакти со веќе заболениот, најчесто може да бидат причина за ваквите инфекции. Храната која се конзумира треба да биде добро термички обработена, а при повисоки температури остатуците од храна брзо и добро затворени да се чуваат во фрижидер, препорачуваат инфектолозите. Карактеристично за гастроинтестиналните инфекции што се јавуваат преку целата година. Со зголемување на надворешните температури, тогаш настанува зголемување на бројот, што заради мешање на луѓето, шетање, што заради консумација на храна која е недоволно термички обработена, несоодветно чувана или незапазување на личната хигиена. Така да и во периодот во лето, почнувајќи од пролетниот период, па летото имаме зголемен број на гастроинтестинални инфекции, што е карактеристично за сите гастроинтестинални инфекции во суштина имаат слична клиничка слика, почнувајќи од еден општ инфективен синдром со температура, треска, болки во зглобови во тело, главоболка, покачена температура, до симптоми кои се стрикно од гастроинтестиналниот тракт, зависно од кој дел е повеќе зафатен, дали су повраќање, дали пролив, болки во стомак. Најважно, сите гастроинтестинални инфекции всушност се self-limited, самолимитирачки, така да проаѓаат за едно 3-4 дена. Најважно е кај нив терапијата е симптоматска воглавно и најважно е одржување на доволна хидратација. Така да земењето на голем број течности, запазување на еден хигиено-диететски режим е основата за лекување. Потешките случаи се карактеристични за помалата возраст и за постарите пациенти или оние со нарушен имунитет и повеќе коморбидитети, така да кај помалите и дехидратацијата, пошто има према телесната тежина поголемо количество на гумење на течности, со тоа и на електролити, затоа и потешка клиничката слика кај постарите заради оние минати заболувања и болестите што ги носат. За заштита од гастроинтестинални инфекции, токсоинфекции не е битно. Најважно од се е она храна која треба убаво термички да се обработи, да биде термички обработена. Она храна што не подлежи на термичко обработување, да биде убаво измиена и најважно од се е убава хигиена на раците, пошто преносот фактички на сите тие инфекции е преку феко-орален пат.